Општина Велес во изминатата година инвестираше над 300.000 евра за подобрување на условите во образованието. Информацијата на денешната пресконференција ја соопшти градоначалникот Славчо Чадиев. Вели дека вложувањето во младите е вложување во иднината. Дел од проектите општината ги реализираше со сопствени средства, а некои пак се партнерски. 2016 година Коле Неделковски доби нова фасада. Проект вреден 2,8 милиони денари. Спортската сала се постави нов систем за ладење и за грејење. Целокупниот зафат во кој беа вклучени и помални инвестиции изнесуваше скоро 1,6 милиони денари. Целосно ново основно училиште изградивме во Сливник. Околу 200 деца учат во најсовремени училници со нови клупи, столчиња, табли, друг вид на инвентар потребен за децата. Инвестиција во висина од 5,3 милиона денари. Чадиев истакна дека минатата година многу се работело на подобрување на енергетската ефикасност во образовните установи. Во таа насока, во текот на 2016 година започна и промената на старите со нови ПВЦ прозори во општинското основно училиште Блаже Коневски. За оваа намена општината издвои 22.000 евра. Во општинското основно училиште Кирил и Методи во функција беше ставен новиот парен котел. Започна активностите за промена на кровот на поранешното училиште Јордан Хаджи Константинот, Джинот. Вкупните финансиски средства изнесуваат повеќе од 2,5 милиона денари. Освен училиштата, да не го заборавиме и ученичкиот дом Лазар Ларавски, каде што престојуваат учениците од другите општини. Во изминатиот период таму се реконструирани терасите, во спалните соби, набавени се нови душици за сите легла во домот, училишниот дом. Од локалната самоуправа велат дека буџетот за проекти во образованието минатата година изнесувал 6,8 милиони денари. Дека општината има намера да инвестира во училиштата покажува и податокот што годинава буџетот за оваа намена е повеќе од двојно зголемен.